Неговите мајка и татко починале, но создале живот на момче кој допрва треба да го види животот. Младиот Никола Евтимов од село Градец има само 16 години, а од своја 6-годишна возраст поради болест ја губи и мајка си. На неа, за жал, многу и не се сеќава, па сите животни мудрости да лани ги учи од татка си. Пасење стока на планина, садење, работење, љубов кон животните, начин на преживување. За среќа, неизмерната љубов на неговиот чичко Миле нема да дозволи животот на Никола и Кира да продолжи во дом. Иако сам без сопруга чува и друг болен брат и син, сепак отстапил 2 кревета за своите внуци подготвен да го продолжи воспитниот пат, онаму каде неговиот брат мораше да застане. И нема да биде вистина ако Никола каже дека и во куќата на чичко му се чувствува како дома. Тој се уште домот каде му паднало по почето го смета за свој дом. И во најстудените денови оди и седи во студените зидови подсетувајќи и фантазирајќи дека некогаш тука пак ќе го продолжи животот. Не е свесен како ќе се поправи таа куќа, но знае дека еден ден мора да се врати во неа, со завет кон аманетот од татка си, да се грижи за себе најдобро што знае, исто колку и за неговиот брат Кира. Па, јас мајка ми толку не ја памтам. Со татко ми после останаваме, јас и брат ми. Па он така, одехме нели у продавница, ми даваше пари, чоколад ми купуваше. Кога сакаше да ме води, ојде купи ми патки. На што те учеше татко ти? Па да не пијам, да не се тепам, да уча. Па подобро живеа него са. Има си родители, грижеше се за нив, надеаше се. Се што да се деси, они си интересира за нив. А са нема кој. Додека беше жив вашиот брат, таткото на Никола и на Кире, Па он кажа, пред да угасне, на тебе ги оставам децата. Отија таму кога спиех додека му душата испадна, од таму и на работа одек. Чичко ни не прибра тука, значи не ни даде да не откарат у дом и сите сме тука и братучеди, и браќа се. таму каде што е твојот дом, таму каде што си роден, во каква состојба е таа куќа таму? Па таа е распадната, не може да се седи у неа. Бидејќи додека да се направи куќите таму кај ќе си живееме, таму кај ќе сме си заедно со брат ми. Како се организирате? Куќава е сепак тесна за толку многу луѓе и веројатно не ви е ниту комотно за спиење. Па оно не е комотно, ама така мора да биде. Како се организирате за спиење? Па стуткани. Јас ќе завршам уште 2 години, после ќе си вработам, ќе си печала, ќе помагам на брат ми, на чичко ми. И за него се ја грижа. Со нас е тука и он. Добар ви ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во најновата епизода на емисијата Срце на дланка. Денес ќе зборуваме повторно за хуманост. Тоа е нашата тема на истражување и пронаоѓање на семејства кои живеат од социјален ризик. Животот се смета дека е вистинско чудо и секој од нас го живува и го доживува на различен начин. Не постои никој универзално упатство по кое што треба да живееме, да се однесуваме, но секој од нас има свое собствено искуство. Животното искуство на мојата денешна гостинка Рената Николовска од Виница е навистина интересно и пребогато. Од работник во основно училиште, таа веќе долги години се занимава и со хуманост. Источна Македонија ја познава и го познава незиното име и презиме, бидејќи таа навистина досега нахранила многу семејства. Со чест и задоволство ќе ви ја представам незината хумана мисија и незиното дело. Здраво, Рената. Добре дојде во студиската емисија на Срце на дланка, која што се снима во оваа 5-та сезона веќе од студиото, стационирано тука во хотелот Лимак во Скопје. Верувам дека ќе имаме продуктивен, конструктивен разговор и ќе дознаеме многу за тоа како е да се има хумано здружение, хуманитарно здружение, колку е тешко да се работи таа работа. Па затоа, ајде на почетокот, Виница како град, дали е хуман, дали жителите во Виница се хумани и дали беше тешко да се започне со една ваква хумана мисија? Кога би беа кога ја изгубија мајката?
Па Николчето нека е било 6-7 години. 2014 година 8 години е било. Маленко, но толкова и памти мајка му. Оно побише беше со татко му. Дека кренеше се со него. Оно у планината со татко му на Габи кренат со него. Барвар. Одеше, не се делеше од татко му. Никола. Толку беа поврзани. Како не поврзани, се заедно беа. Са последното такво, ко чисто падна, како 2 месеца, јас дека таму ка со него сам спал. Сите животни лекции ова младо момче ги учи од неговиот чичко. Тој подготвен дури и да се задолжи само на неговите внуци да не им фали ништо. И иако низ овој тежок период на растање со предучедот Никола живее како роден брат, тој свесен е и дека многу наскоро братучедот може да се ожени и ќе дојде денот кога тој и брат му Кире мора да ја напуштат куќата на чичко им и да се вратат во својот дом, кој во моментов е студен, без кров и нефункционален за живот. Сигурно нема лесно ни на чичко ти да ве расте со една плата. Он може ќе ми даде, ама ако има. Ако нема, нема, не ми даде. Тешко е. Многу е тешко мојот живот. А со се наплата со да не са 18-20.000 ги става. 20.000, со 20.000 5 членско семејство не може да издржиме. Самото социјално ме вика. Оние рекој ќе си останеме ние тука при Чичо. И ја прифанах. Тешко е. За да ги прифанеш, да онадиш деца е многу тешко. Ама нема каде да идеш. Чичко сам, нафанах се и ќе карам. Колку? Мога толку. Не тера они зорле од мене ка. Колку има толку. Шо јадат? Шо јаде, а и они јадат. Ама повише за них гледам. Многу е тешко да бидеш самокралив на 5 членно семејство. Сапа плюс и овај каде е болен. Што чувствуваш кон него? Па дека е добар. Секој това нема да го прифане, да не чува. Веројатно дека се жив ќе му бидеш благодарен. Да. Што во најтешките моменти ти се најде. Никој друг не посака да ви Не. подаде рака. Тој сам посака или вие го замоливте? Не, он сам си посака. И што готвиш? Па леќа, грав. И во денот имаш време за се, одиш на училиште, и те правиш храна, чичкото иде на работа, не може. Има да, има време. А како, кој ви готви, како ја одржувате куќата? Ние си готвим. Сино, они се научија прока мене. Побише на купечко сме. У продавницата. Ако немам пари, идат, кажал сам ја на продавачу, запишу, зема плата. Плата. Било кој да е Кирето, Никола, Глате, било кој да е од тројците, идат, земат, мора да јадам. Какви деца се Никола и Кира? Супер се децата. До сад слушаа, онадат, па од сад натам, како раснат, така и проблемите ќе раснат. Сигурно ги сакате како своји деца. И па како не са мои. Ја ако не сам ги сакал како мои деца, нема да ги прифана да изема. Да са со мене. А тука како се чувствуваш кога тоа ти е дом? Не се чувствувам како да сам си дома. Сепак тука се чувствуваш како во куќа на чичко. Да. А кога ќе отидеш во твоите ѕидови, таму каде што си се родил, како таму се чувствуваш? Па моја куќи сам си. Се случува ли во лето да седиш таму кога е потопло, сега е навистина многу ладно за да не ли издржиш без грејење, да се седиш таму сам? Па одан не летото, те и сега кој е ладно, ода седиш таму, ама малце поседа и... Дури и кога е ладно идеш таму? Да. Добар ден, Добре. Никола. Јас сум Оливера. Јас сум Никол. Од Срце на дланка и ве пријави една тетка добра жена која што ми кажа дека живеете тешко и дека сте сами. Да. Што се случува во вашиот живот? Што е со твојот живот? Јас останав без татко, без мајка.
и сега сме качичко ми и не може да бидеме много време. Значи пораснеме, треба да си идеме у куќата. Таа куќа е од твоите родители, така? Да, Тука живеете сами со твојот чичко Да. и со неговиот син. Како ви поминува тука животот? па добро. Па чичко ми се грижи за нас и за школо пари дава. Значи не оставил така. Не ве оставил. Се грижи да бидете и обличени и нахранети. Каде учиш? Колку години имаш и која година си? Сега съм втора година. Втора година. 16 години. Да. За кратко ќе завршиш и училиште. Какви ти се плановите за после Па тука? завршил училище да се вработа. Да си имам за мене. А брат ти, твојот брат, Па исто и он. како? Што е со него? Ми кажа дека не е добар. Не. Што му е? Па он е со посебни потреби. И не е болен, Не може не е здрав. да учи и да, Да. исто како тебе. А веројатно кога ќе се приселиш од тука од кечичко ти планираш да го земеш и него. Да, Овде живеете. да. Добар ден. Добар ден. Ви сте чичкото. Јас сум чичкото на Николина Кирето. Чичкото херој што ги чува внучињата. Да. Поделете. Како живеете? Како поминувате? Как поминуваме? Ден да дојде, друг да пројде. Ги земавте? Тешко. Не ги оставивте на милост и немилост Не. децата? Совеста не ми даде да ги оставам у дом да идат. Сепак вие сте храбар, штом ги израснавте од толку мали. Сега втора година, трета ќе закара како сам и ја земал. Нике. Со смен да живеат. Двојците и него и брат ми. И Кира го чувате. Да, Сигурно не ви е лесно. лесно. Како може да биде лесно со се наплата лесно? Това е многу малце. Така. Состојбата е те гледате. У кој смисол? Некој пат може и да доеме до кат и леп не може да си купиме. Со 5 члена семејство. А за болникот да не кажуваме. Имате и болен брат тука што го чувате. Да, те го лежи у кревет. Се е на ваша Се е на мој терет. терет. Од никој нема една банка, ни од брат или од некој да е рекол да помогне. Никола од многу мало устанал сираче, најпрво без мајка, а последниве месеци и без татко. За да не заминат со братот Кире во дом за деца без родители, бараат спас во закрилата на домот на својот чичко Миле, кој и да не му ветел на својот брат кој бил на смртна постела дека ќе се грижи за внуците, сепак во секој момент ќе бил подготвен својот залог да го дели со Никола и Кире. И они се грижат, помагаа му, јако сам на работа. А што му е на него? Не е добар? Болен е. У неговци 3,5 месеца лежа. Не е добар, те го лежи у кревет. Се грижите за сите и сите чекаат на вашите 10 прсти. На мојата плата един. Се случило ли да ви побараат некој денар, вие баш во тој момент да немате средства? Па оно се догажда, ама јас дека иде заборча се од друг, кој треба да му се даде. Од друг иде заборча, до зема, после врна муѓи. Догажда се како не се догажда. Што се наплата не може да издржа. Таму каде што е твојот дом, таму каде што си Да. роден, во каква состојба е таа куќа таму? Па таа е распадната. Не може да се седи у неа. Сепак и треба реновирање за да Да, може да. да се преселиш никогаш таму. Од сите страни тече, не може да се седи. Треба да се направи. Тече од сите страни. Усобите капел згорка преко плафонот. И да посакаат, еве, утре да заминат, сепак нема да можат да издржат. Не може да идат. И треба реновирање на куќата. Треба е најпрво крово да се смени, најпрво крово е на ник најбитно. Државата да се окрене и крово да и се смени и това.
Оно другото како така ќе се крапели. Колку има за јадење за такво ќе гурка. Ќе настанат, ќе онадат, ќе се искарува. Ама јас дека немам финансиска, такво крово да ги смени и да и онат. Каде би ти било најубаво? Што мислиш? Каде би сакал да го поминеш остатокот од Во животот? мојот дом. Многу е тешко, веќе па има некој Бога и душа да помогне. Ви благодарам, Оливера. Еве токму сега нели да се навратиме на еден заеднички проект што го имавме и со вас, бидејќи ние од порано соработуваме. Нели имавме еден доста голем проект во Виничко, каде што вие ја промовиравте сторијата. За жал нема сега присутни од семејството, но Да, не можеше Чичкото Миле да дојде, меѓутоа ете во инсерти гледаат нашите гледачи што всушност се направи. Да. Преку вас ние го дознавме семејството и Јас ве контактирав за семејството, дечињата беа во тој момент нели сами, сирачиња. Вие го промовиравте тоа, а заеднички со хуманитарната организација Свети Спас, бидејќи и тие беа вклучени, хумани луѓе што се раселени секаде во светот, поточно од тој, нели, од градец, од нивното село, донираа на најдоа начин. Па мислам тука и местната заедница и општината се вклучи. Многу многу се сили вклучија беа. сите, да. И на крајот, Да. значи, до внатрешно уредување со мебел, со други работи, куќата беше средена целосно внатрешно. Веќе живеат остана- таму, Живеат се преселија таму, да. децата, да. Сега тие се малку и нели поголеми, сега почнаа и сами да си работат дечињата, значи и си живеат во добро место. сигурно во некоја следна прилика ќе ги имаме Да, и братчињата заедно со нивниот Чичко Миле, кој што беше единствен старател кога починаа нивните родители. Тоа беше голем предизвик куќата да се направи, посебно на такви загрозени семејства. Колку учинеше тоа реновирање? Кој се вклучи освен Доста од чинише, диаспората? доста чинише. Навистина ние како нели претходно што разговаравме, некогаш едноставно некое семејство, нели ние сите апел кога се апелира за некое семејство, сите ги сакаме подеднакво, но некој си има повеќе среќа, нели, за да успее во тоа, некој помалку. Значи, тогаш се почна од тоа што се јави донатор, голем донатор, кој донираше повеќе од 3000, сега ако смеам да споменам цифра, 3000 евра за санација на покривот. Донаторот беше преку Свети Спас. И ние тогаш, кога го добивме донаторот и знаевме дека може да се почне од некаде, почнавме од покривот и се повеќе потоа пристигнуваа прави донации. куќа, да, се почнува од темелот, но кога се реновира, мора од покривот, за да не Од покривот и заврне. внатрешно подоцна и тоа, мислам дека доста пари се вложија таму. Во текот на активностите ние снимивме делови од куќата. Сега е веќе во завршена фаза. Здраво, Миле. Здраво, јас сум Чичкото на Кири Да, Никола. се знаеме. Бевме пред месец и половина Да. кај вас. И веднаш, откако дознавме дека се случуваат убави работи кај вас, дојдовме повторно да ве посетиме, да видиме што е тоа убаво што се случува. После вашата емисија, подојдехте да не снимате. Видеа нашата емисија дека сме загрозени со децата и не доносе уморна луѓе, сите кој колку е можел, со што е можел, е помогнал. Така, сменете до овој момент кровот, гледам нов кров и навистина добро изгледа. Да. Благодарение и струјата кабело и смилија. Аха. Започнавте и со инсталацијата. Да. Немаше претходно струја. Имаше, ама каблите беа изгорени, са и ово на ново. Еве тука новата табла, каблите, ово е окрцано, тука, Го искршивте малтарот? да, се е подставено, само чекаме да дојдат мајсторите Тоа е втората фаза која што след. и оваа соба, тргнано е плафоно и тука џипсини табли, те ископано е за новата инсталација дека ќе иде. Каблите ќе дојдат, ќе ги наместат и ник.
Па надаме се дека ќе има и оште помош да ни помогнат. Има уште доста работа, но важно е дека Дека се надаме дека ќе се заврши таа работа. вашиот, Нема да не остават на стрет пат. вашиот глас беше слушнат, имаше донатори од каде? Донатори има од Германија слушам, по Италија се собирали пари, онадели са. Дали са ги испраштали, дали не са ги испраштали, ја не знам тоа. Исто и селаните од селото? Од целото тука дојдат кој со што може, со работа помогне, со било што да направи ручок, да онади, помага. Срекни ли се Никола и Кира? Срекни се како не са срекни под нов кров да видат. Иако се уште не е доправено, сигурно Ама е па е поинаква. љубов, среќа, нада се човек на поубаво. А вие? И за мен нема што да правам, за мен е тоа најдобро што може да уради еден век како да искарам од куморни луѓе што помагаат што народ. Сигурно, Јас со се наплата не мога да обстанам. сигурно се ги чувствувате како своји деца, тоа го кажавте Да. и во историјата, но сигурно се чувствувате како ете вие да им овозможивте да се вратат под својот кров наскоро. Па ја сум највише ангажиран со сник. Ќе ви биде тешко кога ќе го напуштат вашиот дом, но ќе бидете и задоволни што. Нема да ми биде тешко. Ја пак ќе дода, па тие се мои. Јас сум единствено чичко, не може друг чичко да биде на ник. Уште кога првиот пат ве снимавте, кажавте дека верувате во хуманоста, верувате во хуманите луѓе. Да. Што ќе им препорачате на сите оние кои што имаат можеби проблем како вашиот, друг проблем? Кој има проблем како јазика со децата што останаа, секој нека се одлучи у срцева дланка, нека се пријави и нека му помагнат на сит кој што е треба да се помогне. Ке ги очекуваме, Миле и децата да пристигнат на некое следно гостување и да видиме колку се тие денес срекни. Веќе велите вработени. Сигурно сум нели многу посрекни него што порано што беа, бидејќи живеа нели во многу тесен простор. Што не беше нивни. Не Тоа беше нивни, на да. Нивни роднина. Точно. Дали си среќен и дали имаше промени од како отиде вашата сторија во срце на дланка? Да, јас сум среќен што помогна Околу куќата? околу куќите, Што се направи до сега? кровот, па и внатре се направи. Натре почнавте да работите, Да. но има уште допрва да се прави. Да. Каде ќе биде собата каде што ти ќе спиеш? Ой, Тука ќе спиеш ти? да. Веројатно веќе си замислуваш, нели, како ќе ти тече новиот живот во старата куќа? Среќен сум што ќе се вратам во мојата куќа, што ми помогна. Што се случи од како помина вашата сторија на телевизија? Па дојдоа да го сменат крово и внатре ќе се направи. Со брат ти Кире, што се зборувате? Па дека тука ќе се вратиме, тука ќе седиме. Заедно ќе сме. Тоа е најважно. Да. А освен нели за куќата никаква друга помош добивте ли? Да. Што? Па дек ќе дадат мебел за неа, дек спална, столови Секој и има така. мебел откако ќе се направат Да. столите и таванот и се. Да. Ќе дојдеме и тогаш да ве видиме. Сега за сега одлично ви оди работата и само напред. И се заблагодарувам на сите луѓе што ни помогна и уште се надаме дека ќе ни помогна.
Виница е навистина многу хуман град и на еден начин сакам да придонесам да се нашироко дознае која е Виница, едно мало градче, значи мало, а сепак толку топло, со многу луѓе што донираат, многу луѓе што се соучесници, да кажеме, во сето она што јас го работам и без кој јас навистина нема ни да функционирам како здружение, како председател на Хуманитарното здружение Умиление. Значи, тоа е една од причините за да се појавам овде. Виничани се многу хумани луѓе, значи тоа се мислам, како фирмите, така и обичните луѓе, обичните граѓани, постојано донираат во тоа мое здружение, да кажеме, Умиление, најчесто преко нерасиплива храна, хигиена и ред други работи, со кои ние правиме месечни пакети и сме еден вид подкрепа на повеќе од 80 семејства во тој дел, во источниот дел, особено во Виница, Кочани, Македонска Каменица, Злетово, Пробиште, значи тој дел е обслужен од нас. Верувам дека не е лесно, бидејќи имате и примарна работа, но премногу очигледно ја сакате оваа хумана мисија, па работите. Колку долго веќе се занимавате со хуманитарноста? Преку хуманитарно здружение од 2017 година, активно, претходно сме помагале некако на поспонтани, индиректни начини, преку други опции и здруженија, но преку хуманитарни здруженија од 2017 година, тоа е една релативна, да речеме, релативен долг период во кој луѓето веќе од ден на ден се повеќе и повеќе дознаваат и се вклучуваат во акциите. Најчесто, ако смеам да кажам, најчесто дознаваат преку социјалните мрежи, бидејќи ние имаме и Facebook страна, Instagram страна и така луѓето дознаваат како донатори, за да не бараат да донират, така и загрозени семејства на кои им треба помош. Вие неколку години сте председател на тоа здружение, од секогаш и така започнавте, 7 години го држите здружението или претходно работевте нешто друго? Не, претходно бевме преку друго здружение, како Умиление, веќе 4-та година, значи со Умиление, како ново здружение со тоа име на кое сум јас председател. Имате место, магазински простор, каде што, бидејќи веројатно стигнуваат многу донации во денот? Тоа е добро прашање, бидејќи јас навистина во оваа прилика сакам јавно да се заблагодарам на едно многу фино и добро семејство кое што живее во странство. Дури можем и, ако смеам да ги именувам, Роза и Звонко Илиеви со семејството, значи тие се во странство и моментално користиме еден многу голем простор бесплатно, значи без тој простор на многуте активности кои ги имаме ние навистина секојдневно, не знам како би се снашле. А можам исто така и да кажам дека порано донациите ги носев во мојот дом. Значи претходно едноставно целиот дом беше преокупиран со донации, со храна, со облека, со пакети, со кеси, да. И беше навистина многу голем тежок проблем. Едно време плаќавме кирија, за кој ни помогна и Хуманитарното здружение Свети Спас првично, а подоцна во прав момент, кога навистина не знаевме веќе како и што да правиме, луѓето сами не побараа. А се ширевте? Се ширевме, да, и тие. Мислам дека во овој момент, да не беше оваа просторија огромна, не знам како ќе функциониравме. Навистина можете да видите на социјалните мрежи колку секојдневно пристигнуваат донации од сите страни и сето тоа за да се складира, да биде во еден простор е навистина неизводливо, да не е овој сега што го имаме магазин. И простор тоа е на видно место, Виничани, Кочани исто така, бидејќи во Кочани имаме доста донатори. Веќе знаат, добро си упатени, ја знаат нашата локација на Крушевска Република 2. Освен донаторите што ги спомна Виница како примерно, донатори од Кочани, можам да кажам дека имаме и доста подршка и од диаспората, луѓето иселеници, кои што постојано испраќаат донации, постојано не поддржуваат од цел свет и така ние успеваме да функционираме нормално. Ќе ги повикаме и во оваа 5-та сезона, преку вас, преку овој телевизиски проект, да усреќаме многу семејства, бидејќи нашата
Примерна цел оваа сезона е токму реновирање на домови на луѓе од социјален ризик. Имавте на 16 и 17 октомври и една голема хуманитарна акција што беше насловена "Нахрани 10.000". Не се малку 10.000 како бројка да бидат нахранети, иако тоа го правите секојдневно, можеби во уште поголем број, но го правевте заедно со други хуманитарни здруженија. Чива беше идејата, како започнавте и колку се собра воедно, и да кажеме, кога веќе споминавте дека Виница е многу хуман град и училиштето во кое што вие работите За него сакам посебно исто да кажем, бидејќи навистина сум горда, задоволна од вработените во училиштето. Акцијата "Нахрани 10.000" веќе е неколку години нанадзад, значи претходно сме делували претходно, особено за овој денот на гладта, нели? Како и за некои други, да речеме, настани што се поврзани со сиромашните и гладните. Овој пат бевме хуманитарното здружение Умиление, хуманитарната организација Свети Спас на Отец Оливер, Адра и Љубезност. Значи 4 здруженија се вклучени во оваа акција, од која ние обслуживме 4 општини во Источна Македонија. Пунктови имавме во Виница, Кочани, Штип и во Злетово. Моите виничани уште изутринадата, уште пред да се отворат пунктовите, значи ние бевме пренатрупани со храна, бидејќи децата, учениците во основното училиште Гоце Делчев, каде што јас работам, ме изненадија, значи секој оделение, посебно со учителите, со родителите, и пред да се отворат официјално штандовите, ние веќе имавме полн магазин со храна. Тоа, ако некој е во можност, може да се види, да се разгледа на Facebook страната на Хуманитарно здружение Умиление, да видат сите дека колку дечињата беа среќни и радосни, дека тие допринеле, бидејќи во училиштето, во Гоце Делчев, моите колеги, секако со директорката која сето тоа не го дозволува, и дури иницијатори таа да биде, да се одржуват такви акции. Во овој момент ја поздравувам и неа, директорката Горица Спасова. Сите се толку многу хумани, што тие не само за вакви акции, туку тие постојано, дел од колегите секој месец од месечниот приход купуваат храна, хигиена и тоа го доставуваат кај во здружението. Исто така, родителите, учениците уште од мали нозе, значи тие имаат некој, да речеме, чувство, имаат чувство за емпатија спрема луѓето, значи тие веќе знаат дека ако помагаат некому што нема услови, некој болен или дечиња без родители. Сето тоа нашето училиште до сега многу пати го луѓето се увериле многу пати дека навистина многу ми помага. Исто така, морам да напоменам дека и на пунктовите на штандовите што беа поставени на неколку локации во Виница, исто така и таму имаше добар одзив на донатори, и во Кочани, значи доста имаше и во Кочани, но најмногу сепак од Виница, и во Штип и во Злетово. Тоа е, значи, после тоа целата таа храна ќе се распореди на сите семејства што се вклучени во програмата наша за континуирана помош. Ви имате списоци со семејства? Имаме списоци со семејства, значи и цело време се кружат семејствата. Например, самите ги подигнуваат или вие им ги носите? Претежно ние ги носиме дома, бидејќи тоа се околни села во Виница. Немаат ниту превоз? Повеќето немаат. За Кочани, јас морам да кажам во оваа прилика, да споменам дека имаме исто така и помош и во тој дел. Значи имаме логистична помош од мои пријатели што се дел од тоа здружение. Значи јас не сум сама, јас можеби сум координатор на сето тоа, но имам за Кочани, за Кочанско, значи имаме луѓе што блиски пријатели, колеги, колешки во училиште што ми ги носат пакетите до таму.
имаме помошници што ги разнесуваат до Македонска каменица, а дел од пакетите, нели, ние некогаш и пропратно, кога патуваме на други места, се сноѓаме, едноставно се сноѓаме. Важно е да стигна до крајната дестинација и цел. Точно. Ние имаме, како што кажав, цел, зацртана цел оваа година, што е можно повеќе куќи да изреновираме. Навистина, хумано е кога ќе видите насмевка на другите лица и навистина ми е драго што од мали ноза ги учите, жителите, најмладите во вашиот град да бидат хумани. Сметам дека човек не се раѓа со хуманост, туку тоа го стекнува од примерите што ние како образовни луѓе го даваме или пак од родителите дома. Плановите, Рената, ваши, кои се за во блиска иднина, за во подалечна иднина, продолжувате со оваа хумана акција? Не верувам дека може така лесно да се остави една хуманитарна организација. Па видите, тоа станува како еден, да кажеме, начин на живот. Нели, тоа е дел од моето секојдневие на работа и тоа е нешто што е после задолжително секојдневно, нели, со активности околу семејствата. Исто така, само можеме, и ова заборавивме да го кажеме, дека во последно време имаме исто така и секојдневно носиме оброци на семејства што се моментално непокретни. Значи имаме такви, сите членови во семејството се моментално во некоја тешка ситуација и ние успеваме дури да им носиме еднаш во денот топол оброк од ресторани во Виница, кои што јавно, нели, ги споделуваме. Луѓето можат и тоа да видат, на кои сме бескрено благодарни, бидејќи тоа е една голема помош за тие семејства. Или сега, например, и тоа може да се спомене во овој период на зимници, исто така апелираме и на таков вид храна за луѓето што не можат од здравствени причини, нели, да се обезват. И од финансиски. Знаеме сите колку е се скапа, да. Во иднина не планирам, нели, да се откажам сега, нели, како ќе дојде времето, тоа, нели, не знаеме ништо. Сега за сега, нели, тоа е мојот живот. Верувам дека ќе имате многу успешни проекти, предизвици пред вас и работи кои што ќе ги промовираме тука во Срце на дланка. За многу семејства од Источна Македонија дознавме токму преку вас и вашето здружение и верувам во идната наша соработка да направиме и помогнеме многу луѓе да живеат посрекно. Затоа што нашата малка некому може да значи се. Точно. И јас се надевам на идна соработка со вас, бидејќи навистина гледам колку се трудите, колку емисијата, нели, се гледа, колку сакате да помогнете, значи тоа се гледа во вашите очи, Оливера, еве, како можам да кажам. Значи, јас се радувам на некоја една соработка, на некој поголем проект, бидејќи ние како хуманитарно здружение учествуваме во ситни поправки на куќи, на домови, попремување со мебел, по куќи на ред други работи. Значи, но вака ако биде јавно, нели, експонира некој семејство, некој настан, ние можеме, нели, заеднички пак да допринесеме да може нешто повеќе да направиме за некое семејство на кое, нели, му треба. Тука сме за секаква вид соработка. Ви благодарам што живеете во духот на хуманоста. Ви благодарам и на вас, и на поканата, и ви посакувам уште многу успешни емисии и успех во животот.